Малешнет вести. Беровското културно-уметничко друштво доживува ренесанса. Големиот интерес на младите играурци испишуваат нова страница на културно-уметничкото друштво Димитар Беровски. Бројката на новозапишани членови е над 200 и тие доаѓаат од цела Малешевија. Има голем интерес и кај децата од соседните села, тука се Смојмирово, Ратево, Владимирово, Русиново, Будинарци, Мачево, имаме деца од сите села. Тие се ослободени од таа минимална партиципација. Убаво е да се каже, имаме 2 деца од домот за деца без родители. Кога повторно стапив овде на работа во културно-уметничко друштво Димитар Беровски од Берово, имаше околу 40 на деца, но сега има ренесанса. Ние имаме преку 200 деца, поделени генерацијски. За да ги исполни желбите на своите деца и играорци, Македонка секој четврток доаѓа со нив од Ратево. Ги носам секој четврток, значи и пак враќам за Ратево, по 2 часа ги чекам, пошто и двете деца играат во различни групи. Младите играорци вежбаат распределени во групи и сите се стремат да бидат во најдобрите. Мојата желба ми беше за да ги научам сите македонски ора и ората од Балканот. Сакам да играм како другите што играат танец. За сега друштвото функционира со многу ентузијазам и поддршка од сите во Берово, но како проблем останува набавката на носиите. Имаме проблем со носиите, значи немаме доволен број на носии, но имаме голема поддршка од родителите, особено на помладите членови што ни се на игрорната. Тие самите се интересираат, значи какви носии да изработат. Инаку на традиционалниот фестивал на божурите што неодамна се одржа во Кубрат, соседна Бугарија, беровските играорци ја зедоа првата награда и беа прогласени за одлични, а нивниот кореограф Зенил Реджепов го доби признанието за најдобар кореограф.